Премиерот Христијан Мицкоски со нетрпение, но и воздржаност го очекува образложението од германскиот канцелар Мерц за новиот предлог за постепено интегрирање на земјата во Европската Унија, изјави тој денес во Гевгелија. Она кое што можам да го кажам во овој момент е дека љубопитни сме да дознаеме повеќе каква е идејата. Тоа предпоставувам ќе се случи на самитот кој што ќе го имаме сега во Тиват од 4 до 5 јуни, јас ќе бидам таму. Така што јас со нетрпение очекувам да ги слушнам овие концепти и овие идеи, откако ќе имаме повеќе суштина, тогаш ќе можеме и да зборуваме во јавност. Наскоро во земјата треба да пристигне и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, со кого Мицкоски досега имал средба повеќе пати и од нив тој вели дека има позитивно искуство. Што очекува овој пат? Можам да кажам дека ние имаме досега исклучително пријателски разговори, разменуваме идеи, мислења, секогаш бил конструктивен во насока да се изнајде решение за ова вештачко барање, билатерално барање кое што го има една земја членка кон Македонија. Се надевам дека и во таа насока ќе продолжиме и во иднина и сигурен сум дека на неговото присуство тука и за време на нашата билатерална средба, а потоа и на работната вечера ќе можеме да размениме повеќе идеи, да видиме дали и како може да се надмине прашањето. Премиерот Христијан Мицкоски и денеска категорично потврди дека идентитетски отстапки по ниту еден основ нема оваа влада да направи во замена за олеснето вклучување во Европската Унија. За жал, ова е резултат на една, би рекол, национално исплакната, ненационална политика на една претходна влада, која што со своите авантуристички потези создаде една состојба во која што прво ги разочара своите граѓани, бидејќи граѓаните не сакат да гледаат влада која што наместо да ги штити националните интереси е главен промотор на мекотелните политики, посебно принципот на коленичење на меѓународна сцена и себе понижување. И второ, со таквите авантуристички политики дефинитивно го закочи процесот на отпочнување на преговори. Од друга страна, по сениорите, младите од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска побараа референдум за прашањата сврзани за влез во Европската Унија. Владата на Мицковски не може да се вади со тоа дека нема пари за референдум на кој младите треба да одлучат за својата иднина. Ние со месеци наназад предупредувавме дека во буџетот нема пари, дека се е потрошено на криминални тендери за полнење на џебовите на криминалната група ВМРО. Ние младите не прифаќаме таков изговор. Јавниот долг достигна 11 милиарди евра. СДСМ бараат од Кочовска да даде објаснување. ВМРО ДПМН е пак за 60.000 евра кои синдикатот на Трпе Дејановски ги потрошил за спортски игри и луксус. Во декември 2023 година јавниот долг изнесуваше околу 8,5 милиарди евра. Денеска со новото задолжување од 260 милиони евра, јавниот долг се искачи на 11 милиарди евра. Ова е драматично зголемување за само 2 години, од 2,5 милиарди евра кои го направија Мицкоски и неговата криминална организација. Дали овие пари завршија во повисоки плати? Не. Имаме најниски плати во Европа, нема поголема минимална плата од 600 евра. Дали завршија во подобар животен стандард? Не. Граѓаните се посиромашни и едва и врзуваат крај со крај. Стои во соопштението на СДСМ. Војните аршини на Трпе Дејановски и синдикалната организација на Виделина. Од една страна велат дека живееме во сиромаштија, од друга страна 60.000 евра луксус во Црна Гора. Наместо ваков настан да биде организиран во домашни туристички центри, со што средствата би останале во македонската економија, Дејановски одлучил синдикалните пари да завршат во странство, во луксузен туристички комплекс на Јадрановци. Трпе Дејановски добро знае да искористи позицијата претседател на синдикат со тоа што потрошил 60.000 евра пари на синдикалците за луксузирање во Црна Гора.
2 лица загинаа откако избумна пожар во хотел во комплексот одморалишта Сончев брег, соопшти регионалната дирекција на Министерството за внатрешни работи во Бургас. Пожарот избувнал за време на реновирачки работи. Полицијата прецизираше дека пожарот бил пријавен околу 17 часот и 30 минути во окружната канцеларија во Несебар. Екипите што пристигнале на местото на настанот констатирале дека горат сервисни простории со климатизација. Претходно во текот на денот, 4 вработени во приватна компанија вршеле поправки за да ги решат проблемите во системот за климатизација. 3 од работниците успееле да го напуштат објектот низ балконска врата, но 4-тиот не можел да се евакуира и починал на самото место. Пожарот бил ставен под контрола од 3 противпожарни единици. Вршителот на должноста премиер на Косово, Албин Курти, изјави дека формирањето на жандармеријата е потреба на времето, оценувајќи дека Косово се соочува со безбедносни предизвици кои ги надминуваат капацитетите на редовната полиција. На заедничка пресконференција со вршителот на должноста министар за внатрешни работи, Джелал Свечла, Курти соопшти дека новата жандармерија ќе биде специјализирана структура меѓу полицијата и војската, задолжена за обезбедување на границите, борба против тероризмот, шверцот и вооружените групи. Според најавите, законот за формирање на жандармеријата треба да биде усвоен на следниот состав на Косовското собрание по воредните парламентарни избори закажани за 7 јуни. Српската криминалистичка полиција изведе успешна акција против шверцот со дрога во близина на Бачка Паланка, запленувајќи околу 20 килограми висококвалитетен кокаин кај Челаревската плажа. Дрогата со моторен чамец по реката Дунав ја транспортирале 2 засега непознати лица по кои полицијата интензивно трага. Бидејќи заплената е извршена во близина на граничниот појас, истрагата се сомнева дека станува збор за меѓународна шверцерска рута. Првичните проценки на службата за борба против дрога покажуваат дека чистата вредност на кокаинот изнесува околу 1 милион евра. Сепак, српските медиуми пренесуваат дека во малопродажба по мешањето за зголемување на масата, вредноста на оваа пратка на уличниот пазар би достигнала вратоглави 5 милиони евра. Пехчево наскоро ќе возможи изградба на традиционални куќи за потребите на туризмот. Советот на општината донесе одлука за изработка на планска документација, со што широко се отвараат вратите на новата туристичка етапа. По поднесена иницијатива од дел од собственици за изградба на традиционални куќи се работи на развој на туризмот во општина Пехчево, што мислам дека е добро не само за Пехчево, туку и за целиот регион. Пехчево усвои акционен план за животна средина, како и одлука за општински енергетски план за 2027 година. Што значи ова? Овој енергетски план за општината има од големо значење, бидејќи ќе имаме искористување на природни ресурси за обновливи извори на енергија, каде што ќе имаме заштеда на финансиски средства за општината, така да може да останат поголем дел на средства за реализирање и на други проекти и да движиме општината во корист на граѓаните, да развиваме туристички и во сите правци што би требало да доликуваме на современа општина. На последната седница на Советот на општината беа усвоени и други точки од дневниот ред кои имаат административен карактер, но и одлуки сврзани со работењето на локални институции. Утре во Пробиштипското село Ратавица ќе се одржи 44-тиот марш на ангелите во чест на 63-те жртви од трагедијата во Пулс. Маршот овде е во чест на Александар Глигоровски, жртва од ова село. Ги повикувам сите мои роднини, пријатели, познаници, истомисленици да повелат, да дојдат, да поддржат овој марш, да покажеме како ние во наше село што покажуваме како се треба да се сплотуваме во лошо, како треба да покажеме емпатијата, како треба да и помогнеме на луѓето, да како они мене што ми помагаат, да помагаат и другите на починатите деца. Во чест на Александар Глигоровски, утре во Ратавица ќе се одржи меморијален турнир во мал фудбал што го носи неговото име. Проследен со марш на емпатија и заедништво, што неговиот татко го чувствува од сите своји сограѓани кои годинава одлучија прославата на Света Тројца да биде одложена. Во таа чест имаат организирано и турнир во мал фудбал на меморијален турнир наречен Александар Глигоровски. Во негова чест мора да се заблагодарам јавно дека по втор пат по повод празникот Света Тројца селската слава повторно е одложена прославата. Не е сега овој живот кој што беше претходно.
Не е сега ова среќа која што може да се споделува. Ова е тага која сакаме да пренесеме на луѓето, да не се повторува веќе луѓе. Да ја покажеме големината на малите луѓе кои знаат да се сплотат, истакна Јачевски, упатувајќи апел за утрешниот марш на ангелите. Марш во кој ќе покажеме емпатијата. Марш во кој ќе покажеме големината на оние мали луѓе кои што живеат у село, но кои што знаат на вистина да се сплотат. И ве молам, присуствувате на овој наш организиран марш. На задушница, пченицата, виното и свеќите се најважни. Потенцира протоиерей Ставрофор Добрица Јанев од Брегалничката епархија, подсетувајќи ги верниците како треба да се присетат на блиските починати. Сме кажале повеќе пати и пак ќе повториме, да не претеруваме со носење на храна, подобро да дадеме на некој што нема, на некои сиромашни наши што ги знаеме во нашата околина, а најбитно и најпотребно е пченицата, виното и свеќите и да се повика свештеник да направи мал помен или трисагија. Кое е значењето и зошто пченицата, виното и свеќите се најважни? Свеќата, значи има три компоненти: восокот, фитилот и пламенот ги представуваат Света Тројца, а додека виното и пченицата го представува крвта и телото Христово, кое се соединува и тоа ни е видлив знак дека ние се молиме за покој на душата, соединувајќи го виното и пченицата, соединувајќи ги на малиот помен, го представува и телото и крвта Христови, тоест Евхаристијата наша. Од Брегалничката епархија подсетуваат дека малиот помен, односно трисагиите, ќе се вршат последниот распоред. Имено петок, попладне, после 15 часот, свештениците ќе бидат на парцелата над капелата. Значи, кај народот познати како нови гробишта. Капелата е овде, значи, сите оние гробишта што се над капелата и овој дел до капелата кај паркингот, ќе бидат свештениците во петок, попладне, после 15 часот. Додека во сабота сабајле, од 7 саат, од 7:30, свештениците ќе бидат во стариот дел на гробиштата Спрот и Искра и делот пат Радови што го нарекуваме сега, тоест најновите парцели. На денешниот пазарен ден една од најголемите гужви е токму тука, на тезгата каде што се продаваат бардачиња и сето она што е на некој начин поврзано со денешниот ден за душница. Ќе ги прашаме граѓаните дали оно што се продава е ефтино, односно достојно за нивниот џеб или не. А секако и коментарот на пазарџиите. Бардачињата се скапи, да. Да. Колку би требало да биде, да речеме? Па до 100 по-ефтино, 80 како порано што беа. Керката вчера зимала бардачи. Скапо ли ефтино? Па не е скапо, сега. Не се скапи, ништо не е скапо. Некои викат скапи биле. Да бе, скапи биле, не нека ги направат, па виж дали е скапо. Па скапи са, ма скапо е да работиш. Нема ништо ефтино. Скапи се, и они се скапи. Па тука 120, 150, да. Колку би вие, да речеме, за бардачи, колку би требало да биде, например? Да, 50 динара, нека е. Скапи ли се бардачињата? 300 динара! И скапо ли е тоа? Ау, бардач. Па без бардачки, бе, чашка ќе да, Пазарот е скап денеска, цреште до 250. Скапи. Сега да ги слушнеме пазарџиите. Што тие коментираат на мислењето на купувачите? Добре, потрошувачките са за некои, како што рековте, што зема голема пензија, не е скапо, а некои со пониска цена, со пониски пензии е скап. Денеска патиџано беше 70 денари. Кумпирот е 40 денари, пиперот 100 денари, прва класа. Има кај цреши 100 денари беа. Сега на кој како му одговара, ако му е скапо нема да земе. Така ли? Колку се движи цената? 200 денара, 150 денара. Моje мислење е дека немаме качено ништо, освен малку моркова беше нека иста цена, што значи тука негде сме со цените. Дури броколата е падната од 300 на 200, речеме компиро е тука некаде, роквиците од 40 на 30, исто магданос од 30 на 2 за 50 давам. И имам некои поевтини цени, а имам и некои исти цени.
Наместо во контролирани лабораториски услови, работските тимови биле поставени директно на тешки пристапни плантажи и во погони за преработка. Таму, рамо до рамо со локалните експерти, учествувале во целиот циклус на производство на чај. Задачата за хуманоидните роботи била се само неедноставна. Морале да препознаваат и берат листови чај, да пренесуваат товар преку страмен и нерамен планински терен, да ги распостилаат листовите на сонце за сушење, а потоа да учествуваат во финалните фази на обработка, вклучувајќи пржење и пресување чај. Стрмните падени и каменливата почва ги ставили на испит рамнотежата и подвижноста на машините, додека варијациите во обликот и зрелоста на листовите чај биле вистински предизвик за системите за оптичко препознавање. И деликатниот процес на берење ги тестирал крајните граници на вештината на роботските раце. Кина со ова јасно порачува: роботите повеќе не се само научна фантастика, туку стануваат неизоставен дел од земјоделската работна сила. Утре времето сончево и тивко. Температурите до 28 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 6 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 29%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбинци со по 27 степени, Пробиштип 26, Чешиново Облешово 27, Кочани 28 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 26 степен, во Пехчево до 24, а во Берово максимални 23. Според православниот календар, утре е Задушница. Католиците се спомнуваат за Ивана Ашка.